Како градоначалник, како совет, како општина Центар сме изненадени, но и разочарани од одлуката која што донесе Уставниот суд за времена мерка за укинување на така наречениот мораториум за градба во општина Центар. Неизвршувањето на плановите, односно така познатиот мораториум, беше во интерес на граѓаните и тие силно го поддржуваа и ја сваќаме револтираноста и гневот кој што го имаат по објавувањето на одлуката. Реакциите на граѓаните, одлуката не престануваат, доаѓаат и до нас. Јас сакам само да кажам дека скоро година и половина, ние интензивно работевме на измените на деталните планови и сакавме да го постигнеме тоа што беше дискусија на вчера на Уставен суд, дека лош план може да се замени со нов, а мораториумот беше целта со кој што ќе спречиме лошо спроведување, односно спроведување на лошите планови. И веќе почнавме да постигнуваме резултати. Минатата седница на Советот на општина Центар беа донесени два плана, Мирче Мацан и Ново Мало, и со тоа јасно се покажаа разликите кои што ги постигнуваме со ревидирање на планот. Тие во целост одговараат на потребите на граѓаните. Од државното земјиште, кој што сега е во владење на општина Центар, избришавме објекти, згради и хотели со огромни габарити, а на нивно место уцртавме паркови и зеленило. Сакам да информирам јавноста дека ние не се откажуваме од мораториумот и ќе ги искористиме сите правни можности за да донесеме подобри нови урбанистички планови кои што веќе се работат и поголем дел веќе се во крајна фаза на донесување. Во моментов со правниот тим на општина Центар и со одредени стручни лица кои што ги консултираме, ги разгледуваме можностите кои што ќе ни бидат ставени на располагање откако официјално ќе ја добиеме одлуката. Кога ќе ја добиеме официјално, тогаш ќе го кажеме и нашиот став што е чекорот кој што ние ќе го превземеме. Сакам да апелирам прво до Уставниот суд за 30 дена да ја преиспита својата одлука и да ги земе во предвид новите дупови кои веќе се донесени и се од придобивки за граѓаните. Второ, апелирам до коморите да ја повлечат иницијативата која имаат поднесена од Уставен суд и да дозволат да спроведеме низа измени кои ќе бидат во корист на сите и на луѓето кои што се сопственици, градежните компании, но пред се на граѓаните кои што живеат во тој дел каде што се несува деталниот урбанистички план.